Македонците лани потрошиле речиси 85 милиони евра за купување онлайн, од кои 61,9 милиони евра биле потрошени за купување од странски трговци, а прометот кај домашните трговци бил 25 милиони евра. Ова се резултатите од истражувањето што го спроведе Групер како лидер и двигател на е-трговијата во државата. Според ова истражување, е-трговијата во Македонија минатата година забележала раст од 36% во однос на 2015 година. И граѓаните велат дека купуваат онлайн, но и натаму се плашат од измами и злоупотреби. Треба да ја знаеш фирмата, да имаш доверба во неа. Инаку се случуваат многу, несакани работи, луѓето се чувствуваат измамени, не е тоа што го нарачале, така да тоа е на некој начин уште кај нас не толку развиено, али мислам дека иде натаму работава, да. Имам многу различни интернет што купува. Ама мислим дека не е многу добро. Сум слушнал дека се случуваат некои измами, да, така. Посебно сега преку интернет и преку мобилната телефонија пуштаат некои реклами што после им ги допираат парите банките. Тоа е измама е. Сум реагирал и мене ми се случило пред 3 месеци истото. За сигурно мислим дека не е сигурно зашто никој не знае што купува од интернет. Слика е друго, реалност е друго. А за многу има многу. Јас знам многу. Додуша и јас си пазарим на интернет. До сега сте биле измамени некогаш или? До сега не. До сега не. Све што сум наручала, све било тоа што било пратено и често пута заради пошта или нешто што не стигале ствари, ми биле рефундирани парите. Значи, ама и да, искуството ми е позитивно, ама све наручувам например до 300-500 денара кои што нема многу да ми знача мене у животот ако ги изгубим. А за поскупо не би се осудила. Анализите покажуваат дека најмногу преку интернет се нарачувала облека и спортска опрема, потоа електронска опрема и производи за дома. Најмногу пак се нарачува од Амазон, eBay и AliExpress.